Една врзана недела со викенд и празници. Толку одмор добија некои од работниците во македонскиот исток, некои стигнаа до 10 врзани денови, исто така со вклучени викенди и празници во нив. Оваа манипулација и кршење на работничките права е нешто на кое со години наназад укажуваат невладините организации кои се занимаваат со состојбата во текстилството. Најголеми прекршувања што ги имаме забележано се баш сега еве летниот период ќе биде повреда на правото на користење на годишен одмор. Имено наместо 12 работни дена да бидат искористени како прв дел од годишниот одмор, во делот конфекциите веќе знаеме дека ќе користат од 4 до 5 дена, од 4 до 5 работни дена. Од друга страна, законот е повеќе од јасен. 12 работни денови во континуитет треба да искористи секој работник и тоа во првиот дел од одморот. За работници со повеќе години и стаж следуваат и повеќе денови за одмор. Работникот има право на платен годишен одмор од најмалку 20 работни дена, а најмногу до 26. Работниците повозрасни од 57 години жени и 59 години мажи уживаат посебна заштита. Согласно законите и колективните договори, во случај на 61 година старост и 40 години работен стаж, како во прашањето во прилог, работникот или работничката треба да има годишен одмор од 29 работни дена. Вака е само во државните институции и во мал дел од приватниот сектор. Сите останати ќе се надеваат дека одморот што не го искористиле барем ќе им биде платен. Така, впрочем, налага законот. Сето останато е работа на инспекциите.